токму за поглавието 23 правосудство и фундаментални права, за кое зборува еврокомесарот Јоханес Хан. Земјава се обврза дека ќе испорача резултати со цел идната недела да добие позитивен извештај за напредокот во спроведувањето на итните реформски приоритети. Реформата во делот на правосудството почива на 5 столба: реформа на судскиот совет и советот на јавните обвинители, избор на суди и јавни обвинители во согласно со начелото на заслуга, редовен увид во системот за распределба на предмети АКМИС, унапредување на квалитетот на правдата преку измени во управното и кривичното законодавство и зајакнување на капацитетите на правосудството со подобро управување на човечките ресурси. Јавноста во детали е запознаена со предложените измени на Законот за јавното обвинителство, преку кои се дефинира и идната улога на специјалното јавно обвинителство, но многу малку знае докаде е усвојувањето, донесувањето и спроведувањето на другите закони кои се дел од стратегијата за реформи во правосудството. За тоа каде имаме најголем, а каде најмал напредок, разговараме со адвокатот Александар Тумановски, член на Советот за следење на реформите во правосудството. Според него, застојот се должи најмногу на тоа што, наместо стручните лица, овој закон го пишуваа политичарите. Проблем беше и неподпишувањето на клучните реформски закони, Законот за судовите и Законот за судскиот совет од страна на поранешниот председател. Сметам дека со измените за судовите, со измените на Законот за судски совет, на некој начин тоа што беше наведено како критика од господинот Приве, тука ќе го спомнам АКМИС, водење на АКМИС системот, дека рачно се давале предмети по суди за одредени преферирање према одредени суди кои што треба да водат одредени предмети. Потоа дисциплината на некој начин во судството, точно беше и наведено во кои делови, кои суди, кои се пречка за напредок на владење на правото и на судските реформи. Сега со носењето на законот за судови и со носењето на законот за судски совет, на некој начин тие луѓе кои што постапуваат нема да бидат недопирливи. Тумановски очекува Европската комисија да го препознае напредокот и да даде позитивен извештај и препорака за почеток на преговори, но земјава ќе мора да покаже дека може и да ги спроведе законите. Не е толку доцнењето колку што е имплементацијата. И сметам дека заедно со работење на сите тие 5 столба, кај тоа што го имате наброено, дека на некој начин со мал инпут би дало многу резултати. Граѓаните малце треба да видат дека нешто се работи, но треба да се покаже на дело. Ние последниот извештај на Стейт Департментот имаше веќе наведено, значи не со дипломатски речник кој што кочи во судството, и веќе е наведено према кои луѓе треба одредени ситуации да почнат да се разгледуваат. Така да и со исто во последно време, не да кажам дека е тренд, но будењето на Државната комисија за антикорупција почна да навлегува и во делот на правосудството и водењето на едноставно мониторинг за непотизам, за вработување, за начин на богатење. И сето тоа ќе даде резултат и граѓаните да видат дека на некој начин нешто функционира. Од тука треба да се почне. И мрежата 23, граѓански организации кои го мониторираат поглавието 23, забележува напредок, но само во поставувањето на нормативната рамка. Но останува клучното, останува во пракса да видиме како ќе се спроведуваат реформите во правосудството, од кои зависи потоа нели и динамиката, како ќе ги тераме преговорите за поглавието 23. Исто мислам дека клучно да се напомене во оваа фаза дека она што нашиот извештај нотира е дека реформските планови на владата, особено 369 и 18, се значително исполнети, но сепак останува фокусот на оние клучни сектори, особено во делот на човековите права, каде што цениме дека владата треба да обрне особено внимание сега по закружувањето на овој корпус на судски реформи. Поставување систем на владење на правото, фразата што ја слушаме една деценија, за граѓаните треба да значи
Тоа е правна сигурност, дека тоа е нормативна сигурност, дека имаат пристап до судовите, дека можат да исполнат својата правда, дека тие тарифници кои нели ги офаќаат и судската, нотарската, адвокатската, извршната фела, дека се прилагодени на стандардите на самите граѓани и дека можат пред се да си ги остварат собствените права. Но тоа значи дека борбата против корупцијата треба да биде ефикасна, она што и самите панелисти го кажа, новата комисија ги дава првите резултати, ни дава надеж дека веќе сериозно можеме да се бавиме со сите нивоа на корупција од највисоко до најниска, за да можеме нели да ја повратиме довербата во системот. Затоа мислам дека оваа комисија ќе има клучната улога за да можеме пак повторно да веруваме дека институциите имаат капацитет да ги испорачаат овие закони кои се донесени на хартија и пред се нели унапредувањето на човековите права. Правосудство и фундаментални права, или поглавието 23, не е типично поглавје на Европската Унија. Тоа не е исполнето со многу директиви како другите поглавја, но е многу комплицирано, бидејќи се однесува на принципи кои даваат насоки за тоа што треба да значи владење на правото, вели шефот на техничкиот преговарачки тим Бојан Маричик. Поглавието 23 е првото поглавје кое го отвара во преговорите земјата кандидат за членство во Европската Унија и последното кое го затвора пред официјално да стане дел од европското семејство.